Овој пат, овертем ќе се разликува малце повеќе од она вообичаеното. Викендов нема премиер лига, нема фантази, ама заврши преодниот рок. Каде се трошеше најмногу? Кој потроши најмногу? Кој заработи најмногу? И кои се топ 10 трансфери за оваа зима? После тоа ќе одиме на најинтересното за овој викенд, дербито на викендот. Ајде, одиме со трансфери. Топ 10 трансфери оваа зима. Нормално, најскапиот трансфер го направи Ал Насер од Саудиска Арабија, а најмногу потроши Манчестер Сити. Најмногу заработи Порто. И имаме две интересни приказни од природниот рок. Луди приказни. Клубовите од премиер лигата потрошија повеќе од 370 милиони фунти во овој преоден рок, што е значително повеќе од оние 100 милиони фунти кои што се потрошија минатата година. За споредба, тоа е повеќе од двојно од следната најскапа лига, италијанската серија А, чии клубови потрошија 183,7 милиони фунти. Џон Дуран е најскапиот трансфер од Астон Вила во Ал Насер за 77 милиони евра. Дуран ја има и приказната на преодниот рок. Вака значи. Ал Насер е клуб од Ријад, но Дуран нема да живее во Саудиска Арабија, туку ќе живее во Бахрейн со неговата девојка, бидејќи законите во Саудиска Арабија не дозволуваат невенчаните парови да живеат заедно. Тоа значи дека секој ден ќе треба да патува 500 километри за тренинг со авионски лет кој трае час и половина. Меѓу 8 најскапи трансфери оваа зима, 4 направи Манчестер Сити. Омар Мармуш, 75 милиони евра. Нико Гонзалес, 60 милиони евра. Узбекистанецот Абдукодир Хусанов, 40 милиони евра и бразилецот Витор Реис, 37 милиони евра. Во топ 5 е и Чави Симонс. Тој во Лајпциг уствари од 2023 година, ама играше како позајмен во оваа екипа. Сега, Лајпциг на Пари Сен-Жермен за трансфер му плати 50 милиони евра. Во топ 10 се и Галено од Порто, во Ал Ахли за 50 милиони евра, Луис Хенрике од Ботафого во Зени за 33 милиони евра и Сантиаго Хименес од Фейнорд во Милан за 32 милиони евра. Еден од најдобрите трансфери во зимскиот преоден рок е оној на Хвича Кварацкелија од Наполи во Пари Сен-Жермен. Неговиот трансфер беше трет најскап оваа зима, 70 милиони евра. Најмногу заработи Порто, вкупно 110 милиони евра. Ајде да видиме втората приказна на природниот рок. И оваа е интересна, можеби поинтересна. Во ист ден, Нимберг го купи грчкиот напаѓач Стефанос Цимас од ПАОК за 18 милиони евра и неколку часа подосна го продаде на Брајтон за 25 милиони евра. Бизнис бе? Се мислам дека од наредниот трансфер период ќе се троши уште повеќе. Ајде да видиме што е интересно овој викенд. Шпанија, Ла Лига, Мадридскиот дерби, Реал Мадрид, Атлетико Мадрид. Ако ги погледнеме претходните 8 надпревари меѓу двете екипи, тогаш две работи се јасни. Ќе биде нерешено и ќе има голови. 6 нерешени и по една победа за Реал Мадрид и за Атлетико Мадрид. Но сите 8 надпревари беа гол-гол. Освен тоа, што вика табелата? Прво и второ место на табела. Разлика само 1 бод. Со реми и двете екипи ќе бидат задоволни. Ама дали ќе биде нерешено? 7 надпревари Реал Мадрид нема победа против Атлетико Мадрид и можеби е време за конечно Реал да победи во градското дерби. Можеби. На крај ќе биде 1-1. Дечки, има уште неколку интересни надпревари овој викенд, меѓутоа ова е главното дерби. Останете со нас, следете ги сите видеа на BMG Network, ставете subscribe за да не поддржите и следете на социјалните мрежи на Instagram и на Facebook. А во меѓувреме, имајте убав викенд. Чао!